Лека ноги драка аудиториуме. Денеска е недела, 21 мај, 141 ден од годината, а до крајот на 2017 има уште 244 дена. Да не ги тормозиме гледачите со неважни информации, сепак од нас очекуваат да ги однесеме чекор за ците. Токму така, колега. Ајде да почнеме како што е редот, од самиот крај. Еве што ќе гледате во најновите вчерашни новости. Скандалозно, видени обични граѓани како отвораат патишта, училишта и фабрики. Вчерашни дознава дали навистина завршија протестите за заедничка Македонија. Откриваме како функционира адвокатскиот шалтер во Македонија. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Предизвици, обиди, должности, самиот живот. Ти си твојата најдобра шанса. Не можеш ли да го видиш тоа? Патот кој си го избрал секогаш ти носи нови можности. Спроведи ги своите соништа. Зграбчи ја шансата. Знаеме дека можеш да направиш се и да постигнеш се. Ти ги знаеш своите желби. Ние ти ја обезбедуваме енергијата да ги оствариш. Хел енергетски пијалок ти дава пеколна сила. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга, лунга. Општините се блокирани. На 15 престана мандатот на градоначалниците и советите на општините, со што се загрози нивното функционирање и правото на граѓаните за локална самоуправа. Општини без градоначалници како риба без тротинет, велат граѓаните со лоша смисла за хумор. Како и да е, општините останаа без татковците, со што ефективно нема кој да му е мајка на градот. Економските експерти велат дека со ова општините конечно ќе може да излезат од задолжувањата кои со години ги мачат и дека конечно ќе почнат да функционираат. Но не сите општини функционираат така безпрекорно без градоначалник. Битолчани први со протести за враќање на Владимир Талески на градоначалничката функција. Ние, Сдруженијето на градежници од Битола, упатуваме јавен апел до председателот Ѓорги Иванов, мандатарот Зоран Заев, до сите, аман заман, решете ја кризата и помогните ни во овој кобен час. Продажбата на станојни е скоро на нула. Децата гладни, банките секој ден ни звонат да и вратиме кредитите. Ве молиме некако да се надмини ова. Позитивни вести имаме од градот на тутунот Прилеп. Од таму ни доаѓа успешна приказна која веруваме ќе следат и другите општини. Да погледнеме. Прилепска победа, како што јавува Провладинио плюс Инфо, ги бележи своите најубај деној. Имено стадионот Гоце Делчев во моментов е претворен во корисна површина на која ќе се посади тутун, кој се очекува во сезоната 2017-2018 да достигне прва класа, а со тоа и фудбалскиот тим на радост на гледачите да оствари финансиска добивка. Но како што вели стручниот штаб, то не е се. Тие за тој тутун ќе добија и субвенции, со што ова ќе биде најдобрата сезона на тимот од градот под Марковите кули. А од останатите вести, одржана е тркалезна маса за биодиверзитетот во Охридско-Преспанскиот регион, која од не знам која причина е одржана во Скопје. Да видиме како помина масата. Тркалезна на маса, направена од квалитетен махагон, беше доволно голема да собери биодиверзитетон од Охридско-Преспанскиот регион. Модератор на масана беше Адриана Лачки, а на масана можеа да се видат пијан крапот од Тешо,
охридска пастрмка на 3 начини, врат од лебед и други специјалитети. Сите учесници на тркалезна на маса едногласно се сложија дека биодиверзитетон од овај крај е доста вкусен. Директоре. Екс-министре. Екс-министре. Здраво, до обвинителство. До специјално или до нашо? Како да се чувствувам, бе, како да се чувствувам? Живот, па живот, ти животот. А во нашата држава се појави еден масовен тренд на обични граѓани кои најавуваат и планираат да изградат најразлични проекти. Од патишта преку школи, градинки, болници, спортски сали, тениски терени и така натаму. Јована, дали си го приметила ти и овој тренд? Секако, Петар. Јас планирам да изградам 4 нови училишта, 3 градинки, патна мрежа од 4000 километри што ќе ја поврзе... Добро, Јована, во ред ти благодарам. Предлагам да ја погледнеме анкетата. Што ветувате? Па јас ветувам дека планирам да ги променам сите овие барокни фасади во рокококо стил, бидејќи веќе ни е доста од овој барок, нели? Понатаму од рокококо стил да предам во класицизам и неокласицизам, за здравје Боже, потоа во модерна архитектура и на крај крајва да влеземе во 19 век и сите домови да имаат канализација. Моментално работиме на масовно садење на овошја. Се работи за овошја од тропска клима, кои нема шанси да успеат во нашата држава, како што се авокадо, мандарини, портокали и ананаси. И со тоа сакаме да докажеме дека 100% нема шанси да успеат кај нас. Во наредните денови или недели ќе започне градбата на 3 нови училишта, а за недела 2 од сега ќе се потпише и договор за 4-тото училиште, што е планирано за оваа година да се изгради ново. Ние ветуваме дека ќе направиме училници за да има 2 до 3 деца. Пред тоа имаше по 20-30 деца и многу се трошеше на грејење. Нема потреба. Јована, дали некој ќе им каже на луѓето дека тоа е обврска на државата? Не знам, Петар. Еве еден апел, доколку сретнете некој од граѓаните, слободно кажете им дека тоа не е нивна работа. Продолжуваме со вчерашни. Попис предвремени парламентарни избори, отфрлање на тиранската платформа од страна на СДСМ се само дел од барањата на за заедничка Македонија, која ако не се остварат, тие ќе продолжат со секојдневните маршеви. Да видиме како оди работата на ова граѓанско движење. Се наоѓаме овде со граѓани кои присуствуваат на собирот за заедничка Македонија. Па ќе прашаме некој од присутните. Кажете ми, кога е закажан пописот на населението на... Нема закажано попис. Нема, ние бараме, ама... Нема. Како не? Така нема закажано попис. Ние сакаме да има. А предвремени парламентарни избори тоа... Ни тоа, нема. Како нема ни тоа? Па са, ние предлагаме да има што побрзо, нели, да се реши криза, ама нема закажано. Така е! Чекате малце, па СДСМ ја отфрли платформата, така? Не ја отфрли. Како не ја? Не ја отфрли, така е. Не ја отфрли, бе, кај ја отфрли? Кај, има нешто? Така отфрли, не. Добро, ај кажете ми, зашто немате други демонстранти? Зашто сте само... Нема. Каде? Тука во зградата домаш, овие што... Сам сега добро се води правно, институционално се води битката. На повеќе фронта ќе ја тераме. Нема оваа криза, така, мора да се реши. Еве, само уште едно прашање надвор од темата. Не ви се моча, пошто ве гледам јас тука карши живеам дека не сте за Македонија, ова, нема бегање веќе, ќе трпиш. Ове здраво, брат. Здраво. Како иде? Кај вецето? Да, право ти е таму, ја ќе останам. Нема, колку може да си трпиш. Фала ти, Ланчо. А сега следува кратка пауза за тоалет. Мерката едношалтарски систем одлично функционира кога е во прашање изборот на адвокат за сите обвинети од доскорешната владеачка гарнитура. Независно кој за каков криминал е обвинет, сите се обраќаат на истиот адвокатски шалтер. Еве како е ситуацијата на терен. Директоре. Екс-министре. Екс-министре. Да. Него, ај честито. Што бе, куме? Слушам, кривична ти бапнале. Да, ајде, па и на твоја глава. Мене уште прошлата недела. 2 комада. Зашто бе, куме? Зашо? Ништо. Глупости. 300.000 евра. Срамота. И мене така за ситна. Него адвокат имаш?
Имам. Ово истиот, така? Да бе, куме ми го доделија од партија по службена линија. Не даваат твој адвокат да си имаш. Тој ти од партија ти го даваат. И ја го викам тој едношалтерски адвокат. Све ти е кај него, батка, на едно место. И адвокат, и обвинител, и суд. И најболje да ти кажам, шо ќе се бафташ са, ти кидеш по канцелари и по шалтери. Ајде. Абе, фино тоа, куме, ама ќе успее ли бе сите да не одбрани? Ќе успее. Кај ќе успее? Па на толку лапање сега кај ќе успее? Па и не е уреду да ти кажам. Некој мора да лежи. Ама сега ти кажам, некоја рука, нога ќе се отвитари, али главата мора да ја сачуваме. Замисли ти сега главата на партијата да отиде. Отиде тоа све јавана, бе, патка. И затоа ти е најболje едношалтерски адвокат да си имаш, сите документи си се кај него и он ќе знае кој ќе лежи, кој ќе се спаси, тоа е. Абе, окей тоа, куме, ама не дај Боже ја ако лежам. Или не дај Боже па ти да лежиш. Мрдни се од место, мрдни се од место. Не дај Боже. И тоа ние, пази, ние за ситно, за 200, 300, 400 илјади евра ќе треба да лежим. А овие беше украдоа милиарди. Чу ти бе, не збориш, нормален ли си ти бе? Па и да лежиш за 200 ти, например, за 200-300 илјади. Си легнеш у затвор, за некоја година ќе си искочиш, таман ќе се смени работава, ние ќе се вратиме на власт, ќе те бапнеме па директор тука да си бидеш. Не као нас сега тука ќе се глупираш, ќе се бафташ со опозицијски работи. Ајде. Ајде, него ајде идам ја. Ајде. Фала куме, God bless Македонија. Македонија, ама и партијата. Ајде, држ се. Значи, без куми добар адвокат, ништо. Леле, ама беше смешно ова со едношалтерскиот систем, се изнасмеав. Петар, мене воопшто не ми беше смешно. А верувам и на тиот втори, трет ешалон не им е баш смешно. Па, секој си знае за себе, Јована, а ние одиме понатаму. Бидете така. Здраво, до обвинителство. До специјално или до нашо? Како да се чувствувам, бе, како да се чувствувам? Живот, па живот ти е животот. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по СМС и за само 10 минути имаш бате од 3 до 12.000 денари. Секој изгрејсонце е посебна приказна. И не секогаш имаме време да уживаме во овие мали чуда на животот, во оваа уметност. Со секој изгрејсонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Познатиот бизнисмен Сеат Кочан пред судот достави гаранција од 1 милион евра. Значи му останале уште само 16 милиони евра. Навистина тажна. Не, ова значи дека нам ни недостасуваат уште 17 милиони во буџетот. Петар, те молам да не се бавиме со ситници, а вие останете со вчерашни. Неочекувано голем интерес предизвикува најавата за кастингот за новата сезона од шоуто Македонија бира талент. Надпреварувањето ќе почне за 2 недели, но организаторите се пријатно изненадени од тоа колку лица се пријавуваат да пропеат. Бројот рапидно расте. Ланч има повеќе информации. Да, така е, студија се наоѓаме заедно со командирот Паун, кој што е задолжен за целиот овој македонски талент
спектакл. Дали сте изненаден од бројката на таленти која што се пријави за ова талент шоу? Морам да признаам, да. Јас мислев дека ќе имаме работа, дека ќе се пријави еден или двајца, меѓутоа овде искочи дека секој втор пропеа, мислам, нали. Изненадени сме, Македонија изобилува со таленти, ние јас земав и палица диригентска, мислам. Али нема потреба уопште ние да одиме во институции да бараме таленти, они сами доваѓаат кај нас во зградата. Така да мислевме дека ќе имаме еден или двајца соло певачи, а овој искочи дека ние хор ке треба да направиме, нали. Но кој ќе свири? Видете, јас тоа не би можел да знам. Јас знам дека овие сите што се пријавуваат да пеат, уствари се пријавуваат да пеат за да не одат да свират, мислим. Јасно, да. Но сепак на крајот на криштата мора некој да свири, така? Видите, наравно да некој за целиот спектакл да биде некој ќе мора да одсвири. Меѓутоа за тоа е надлежна друга институција, тука се колешките од Катица, Ленче, Фатиме и така натаму Да. Добро, тоа е. Ви благодарам. Еве имаме тука еден таленат што дојде да пева. Еве го излез. се срце, изгубили сме бој. Никада више ти не причај њој. Дали е ова песната која што ќе ја исполните денеска на ова талент шоу? Не. А со која песна ќе се представите? Само едно прашање, добро. Јас те молам, која песна, тоа е службена тајна, мислам да не откриваме сепак за да биде интересно за гледачите. Ви благодарам многу за одвоеното време, и фала. Ви благодарам. Демонстрации ја дрмаат Македонија. Поминаа веќе 4 дена, 7 часа и 20 минути откако председателот Иванов го додели мандатот на Заев, а реформите кои Заев ги ветуваше се уште не се остварени. Кузман има повеќе информации на оваа тема. Изневерени и револтирани. Така се чувствуваат граѓаните на Република Македонија после доделувањето на мандатот на Зоран Заев од страна на председателот Ѓорги Иванов. Како се чувствувате? Катастрофа! 4 дена го има мандатот, денес 5 ти врви. Шо вети бе? Вети дека ќе дај 500 евра плата минимална? Вети и ја пак земам 10.500. Шо е тоа бе? Не, само не лажи цело време. Катастрофа! Вие, господине, како се чувствувате? Како да се чувствувам, како да се чувствувам? Живот, ти е животот. Од ноември немам земено плата, пешки да идеше, животот ќе стигнеше. Ти е Заев не излажа пак ние мајка. Ја ти кажам. Оди ваму. Слушај, не е убаво што го направи. Јас сум стар скопјанец, баба ми е родена во Ристикева палата. Цело детство го помина во Пајко Мало. И сега да ми иди некој селанец овдека од Муртино да ми ја земе и работата? Не е убаво ова што го направи. Така е. Не е убаво. Не е убаво. Не се чувствува револт само и кај граѓаните на Скопје. И во Битола се чувствува исто така гнев. Господине? Истај се, море. Господине, како се чувствувате после доделувањето на мандатот на Зоран Заев? Шо мандат, бе? Оној Селсчио рече дека за 4 дена ќе направил филмски град Битола. 5 дена помина, камче нема фатено со мобилни да снимаме. За 5 дена културата е и ти да му стопанка да муртнизги, мене најдеме онегваш. Ај бега онаму. Студио? Скандал. Над 30 кандидати за обвинители конкурирале на Академијата со фалсификувани документи за познавање странски јазици. А со врската за познавање англиски јазик неодамна се соочија и таксистите. Нашата камера улови една средба на таксист со обвинител. Да погледнеме. Здраво, до обвинителство. До специјално или до нашево? До нашево, кое специјално едно обвинителство имаме? Абе, ја одма те видам дека си нас човек. СЈО, кои се тие глупости, бе? Шо не излезе СЈО ако има петля на избори да види народот шо мисли за таа тиранската платформа? Извини, само да укуцам на сателитов овде. Ција све прати бе, ме разбираш. Знам, бе, све се снима, све се слуша. Него мабетов за СЈО шо... Абе, платеници! Платеници! Тоа е правиот збор, платеници, бе. Добро бе, не ли им е срам, бе? Имаат ли обзир тие луѓе, бе? Него хуманост со нив. Бе, срчан болесник човекон, 2 месеци по путишта го оставил. Кај отиде хуманоста на овој народ? Бе, до вчера ќе ти истепа некој, ќе грабне, ќе туте по тјуде, ќе дојде некој вода ќе ти дае. Кај отиде таа хуманост, бе, нема више. Каква хуманост, бе, види ги, бе, абе го умреа председателот, значи
досадни. Мандатот. Не го стаја човекот бе ништо да работи. Значи едно те исто, мандатот и на крај попаметниот попушта, нави го мандатот, очи вадет. Очи вадет, дев со мандатот. Така е. Бе, пред некој ден ме разбираш, влага. Гледај само напред. Немај га еле, 20 години возам, ја по пути што сум израснал. Влага прошли пут еден, пред некој ден, до каде? До влада, а вака, наш човек. Абе, гледај напред. Налик тебе, немај га еле, налик тебе, влага у кола, до каде? До влада. Го гледам вака, викам, до која влада бе, шефе? Нема влада више бе. Сорос од Њујорк и од Тирана командата више. Нема, не постои влада кај нас. Страшно бе, сега гледај бе што измислија бе, треба да полагаме англиски, не разбирам. Абе не се нормално, ај нашо не тера, разбирам, ај ќе влезе патник, некој треба да се разбереш ваму до каде, шо, како. Ама седев оној ден и си мислам и ми текна ме разбереш. Напред бе, полисете, слушам. Немај га еле, ми текна, сидам и викам, абе ене горе од калено тие команди што ви даваат, све на енглески се командите, затоа мора да учите енглески. Тоа е цела работа, ти текне. After 50 meters, turn left. И оваа кокошка, знаеш како ми иде, земам да откорнам и ја ставам дека ми збори на енглески на некој, ништо не ја ради, ми иде вака гран откорнам, а у п***ку матер да офрлам ни джам. Да ти кажам право, наши сме си, ама и дипломата мене фалц ми е, појма немам што зборам. Да бе, отвори си ја душичката, вич, мука немај бе. И јас шо 20 години возам со А категорија за моторче, Б категорија да ми е фалц. Па така се пружа отпор на меѓународен притисок бе. Него сега кај идам бе овде, лево ли, десно ли? Бе ти кажав дека појма немам, не разбирам, не ме нервирај. Како и секогаш, така и вчера нема да ве оставиме да легнете без да то знаете каква ќе биде времето. Токму така, Јована, следува единствениот метеоролог на кој може да му се верува. Следува нашиот Силвестер. Лека ноќ, драги мои. Поради лошата клима оваа сезона задоцни и сезоната на сончогледите, која во нормални услови би почела некаде кон крајот на јануари или почетокот на февруари. Поради новите ветришта, можна и многу сончогледи да го променат правецот, а многу сончогледи да бидат засадени во темни и ладни простори. Биометео, поволно, освежувањето кое продира од предулот на мандатот, нуди лажна надеж дека работите ќе се променат. Добро утро и се гледаме наредната недела. Гледавте вчерашни новости. Јас сега ќе одам малку да се позанимавам со себе, а вие сте чекор за ците. Репризата е вечер, а од утре целата епизода ја имате на YouTube. Питар, јас ќе останам уште малку овде додека не ја одјавам до крај емисијата. Јована, емисијата веќе заврши, не знам како не можеш да разбереш. Добро утро. Добро утро и од мене.